Dobar den učenici, dobrodojdovte na časot po biologije za 8. oddelenje. Ja sam profesor Netka Dimovska od osnovno-to opštinsko učilište Maršal Tito Strumica. Danes zajedno s mene kego izučuvate sistemot za izlačuvanje kaj čovekot, koji ušte se narekuva ekskretoren ili urinaren sistem. Znajeme deka sekoj živ organizam ima potreba od energija, za da može da gi izvršuva site životni procesi na ishrana, rast i razvoj, dišenje, dviženje, razmnožuvanje, primanje drazbi od sredinata i izlačuvanje. Čovekot, kako i site živi organizmi, ta energija ja dobiva od hranata, so neizino transformiranje ili preobrazovanje preku niza metabolički procesi v organizmot. Всушност, метаболизмот во нашиот организам го овозможува тоа искористување на хранливите материи во нашето тело, при што се добива енергија, но и голем број на отпадни продукти кои се штетни за нашето тело и треба да бидат отстранети. Под метаболизам се подразбираат сите хемијски процеси што се случуваат во телото. Пред да започнеме со проучување на системот за излачување, да ги наброиме другите органски системи. Во нашето тело постојат 10 главни органски системи, и тоа скелетен, мускулен, циркулаторен, нервен, ендокрин, лимфен, респираторен, дигестивен, уринарен и полов. Меѓутоа, од овие 10, само 8 бараат енергија за нивно функционирање. И тоа скелетен, мускулен, циркулаторен, нервен, ендокрин, лимфен, уринарен и полов систем. Затоа и претежно овие 8 се изучуваат во основното образование. Што представува излачувањето? Излачувањето представува отстранување на токсични или отровни материи, отпадни продукти од метаболизмот, како и вишок материи, како што е, например, водата. Значи, преку процесот на излачување, нашето тело се ослободува од вишокот на вода во организмот, како и од штетните материи и отпадните производи од метаболизмот, кои се непотребни за организмот. На колку начини човековиот организам се ослободува од таквите материи? Човековиот организам се ослободува на 4 начини од таквите материи, и тоа преку системот за излачување, во форма на урина, односно мокрача, преку кожата, во форма на пот од потните жлезди, преку системот за дишење, односно белите дробови, како водена пареа и CO2 или јаглероден диоксид, и преку дигестивниот систем, каде дел од водата се исфрла како составен дел на фекалиите, односно на изметот или фецесот. Од кои органи е составен уринарниот систем? Системот за излачување или уринарен или екскреторен систем е составен од следните органи. 2 бубрези, кои се наоѓаат во слабинскиот дел од грбната страна на телото, потоа 2 мочоводи, кои поаѓаат од бубрезите, мочен меур во кој се вливаат 2 мочоводи
и уретра или изводен мочен канал преку кој се isfrla урината или мокрачата во надворешната средина. Која е улогата на уринарниот систем? Улогата на уринарниот или екскреторниот систем во телото на човекот е да ги одржува електролитите во нашиот организам, како и да ги филтрира отпадните материи од крвта во крвотокот. При тоа мора да се каже дека отпадните метаболички продукти или производи, како и вишокот на вода и други материи, се isfрлаат во надворешната средина како урина, односно мокрача. Ајде сега да ја разгледаме градбата на бубрезите. Најпрво да повториме дека кај човекот екскреторниот систем се состои од еден пар на бубрези, еден пар на мочоводи, еден мочен меур во кој што се влеваат тие мочоводи и еден изводен мочен канал наречен уретра. Крајниот азотен продукт се нарекува уреа или мокрача. Бубрезите се наоѓаат во слабинскиот дел, помеѓу мускулите на грбот и тие се обложени во масно ткиво. Бубрезите имаат темно црвена до кафеава боја, а по својата форма потсетуваат на зрнограв со испакнатата страна свртена кон надвор. На горниот дел од секој бубрек се наоѓа поставено по една надбубрежна жлезда во форма на конусовидна капа. Кај возрасен човек, бубрезите достигнуваат должина од 10 до 12 см, ширина од 5 до 7 см, дебелина од 2 до 3 см и тежина од 120 до 170 грами. Внатрешната градба на бубрегот може да се види на надолжен пресек кој уште се нарекува лонгитудинален пресек. Бубрегот е поделен на 3 дела: бубрежна кора или кортекс, бубрежна срцевина или медула и бубрежно легенче. Бубрежната или ренална артерија која носи крв од срцето влегува во бубрегот преку неговата вдлабнатина или засек која се нарекува хилус. Од бубрегот пак излегува бубрежната или ренална вена која ја носи крвта до срцето, а мочоводот или уретерот преку бубрежното вдлабнување или хилус излегува од бубрегот. Како што рековме, внатрешната градба на бубрегот може да се види на надолжен пресек. На надолжен пресек рековме дека бубрегот е поделен на 3 дела, и тоа бубрежна кора, бубрежна срцевина и бубрежно легенче. Надворешниот дел на бубрегот се вика бубрежна кора или кортекс. Таа има темно црвена до кафеава боја и во неа се сместени бубрежните телца кои се викаат нефрони. Веднаш под бубрежната кора се наоѓа бубрежната срцевина, која уште се нарекува и медула. Во бубрежната срцевина или медула има многу цевчиња што ја собираат урината од нефроните. Цевчињата во медулата формираат конусни структури кои се наречени бубрежни пирамиди. Врвовите на овие пирамиди се излеваат во бубрежни чашки.
Bubrežната срцевина или медула е црвена по боја и содржи од 9 до 12 такви бубрежни пирамиди. Пирамидите со нивната широка основа се свртени кон кортексот или кората на бубрегот, а со тесниот врв се свртени кон пелвисот или бубрежното легенче. Еве веќе приказ на бубрежни пирамиди и бубрежни чашки. Врвовите на бубрежните пирамиди се излеваат во бубрежни чашки, а бубрежните чашки пак се излеваат во бубрежно легенче. Бубрежното легенче продолжува во мочовод. На тој начин, урината од бубрежното легенче се излева во мочоводот. Оттука урината минува низ мочоводот и се собира во мочниот меур. Филтратот од бубрезите се вика урина или мокрача. Урината е жолтеникава течност. Таа воглавном се состои од вода и 5% на растворени отпадни материи во неа. Тоа е уреата, мочната киселина, соли и слично. Бојата и миризбата на урината зависат од храната што ја јадеме и од количеството вода што го пиеме. Ако бубрезите се оштетат, тие нема да можат правилно да ја прочистуваат крвта. Во таков случај во урината може да се сретнат и други материи. Секој мочовод или уретер представува цевка со тенок ѕид. Предниот крај на уретерот е широк и уште се нарекува бубрежна карлица или ренален пелвис. Тој е всушност надоврзан на бубрежното легенче, од каде што ја прима мокрачата или филтратот, создаден од самите бубрези. Уретерот или мочоводот се отвара во мочниот меур. Урината се собира и чува во мочниот меур додека тој не се наполни, а потоа се испраќа преку изводен мочен канал наречен уретра. Урината, рековме дека се собира во мочниот меур и кога тој ќе се наполни, праќа дразби до мозокот дека треба да се испразни. Тогаш урината се изфрла во надворешната средина преку уретрата или изводниот мочен канал. Што ќе се случи ако бубрезите престанат да работат? Ако бубрезите престанат да функционираат, може да дојде до труење на крвта. Тогаш крвта мора да се прочисти вештачки со помош на дијализа. При дијализа крвта се пропушта низ апарат со посебни филтри кои ја прочистуваат и повторно ја враќаат во крвотокот. Овде имаме една слика која покажува еден пациент прикачен за таков апарат за дијализа. Гледаме дека од неговите крвни садови има цевчиња кои што едните ја носат крвта до апаратот каде се врши прочистување на крвта, а другото цевче ја враќа веќе прочистената крв во телото на пациентот. Пријатно учење ученици ви посакува професор Нетка Димовска од Основно општинско училиште Маршал Тито Струмица.